Здраво, ова е 420-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Reflection на Dead Diamond од Хелен Кате и Бруно Форцани, во кој станува збор за пензионираниот шпион Џон Дилман, глумен од Фабие Тести во возрастната итерација и Јаник Рение во помладата, кои се сомнеа дека неговите поранешни противници се вратиле кога исчезнува соседката. Кате и Форцани се предводници на европското авторско кино, кои со години амалгамираат артхаус и грайндхаус во уникатни филмски призори, кои се својствени исклучиво за нив. Високо ги вреднувам нивните авангардни потфати и иако ги следам од нивниот прв филм, најдов простор и време во Видеологија да ги застапам со нивниот последен филм, кој оваа година имав можност да го селектирам на домашниот филмски фестивал преку езерото и иако ги поканив да дојат режисерите кои се уште живеат во аналоген свет, бевме почестени од присуството на актерот Јаник Рение во Дојран оваа година, белгискиот Џејмс Бонд. Односно, овој значаен европски актер кој делел кадри со Изабел Липер, Леа Сейду и Летиција Каста, во овој филм има задача да го глуми архетипот на европскиот шпион, кој ќе биде протнат низ низа на возбудливи сеќавања кои одбиваат секаква систематизација и се тенчи границата кога актерот е шпион и шпионот е актер. Препорачливо е да не ги употребувате механизмите на логичкиот след на драматургијата, затоа што филмот комуницира исклучиво со сопствениот метанаратив од реферираниот на низ на вињети. Доколку одлучувате да следите јасна линија во нарацијата, ќе се изгубите во бескрајниот лавиринт на палимсестот на спомени. Имено, сведочиме на нова постмодерна творба, односно филмска кованица составена од цитатност и нејзина интерпретација низ сопствена авторска призма. Дијамант останува аналогија за крвопролевањето, а одразите во огледалата начини за комуникација. Така што Буњуеловите надреални и апсурдни призори со пресечените лица на плажата, пробудувањата на телото, кои допираат и до палп и поп-арт естетиката, најдобро се овековечени во епилогот на делото, каде се преточуваат авантурите на тајниот агент во графички новели, комплетирајќи еден интермедијален премин кој спојува две богати и ценети уметнички гранки. Доколку тајниот агент е артхаус варијанта на Џејмс Бонд, тогаш ќе си земам за право мистериозната платена убика Серпентик да ја оквалификувам како белгиска варијанта на Диаболик, со физичка подготвеност на која девојките од Kill Bill на Квентин Тарантино може да и подзавидат, кога ќе одлучи да се пресметува со момците од играчницата. Секако дека овој лик подлегнува и на чинителите на сатирата, на конципирањето на обелоденувањето на незиниот лик, што е доведено до засемна екстрема од овие автори, каде до бесконечност се преюдицира откривањето на ликот кој се крие под ликот, кој се крие под другиот лик. Во таписеријата на жанровската реминесценција не смее да биде изоставен поджанрот кој е иницијален идиом, според кој е препознаена нивна бравура на италијанската џијало оставнина на Арџенто и Бава, која можеби не предимчи на овој филм во споредба со останатите, но кожните ракавици со ладните оружја, како и интензивните основни бои, и тоа како го збогатуваат визуелниот спектар на остварувањето. Сепак, Danger Diabolik од 1968 година е творба на Бава, која на повеќе рамништа е инспирација, реимагинација и реконтекстуализација за ова дело, која трасира нов пат за збогатување на филмскиот јазик со собствен јасен и гласен вокабулар. Режисерите ги користат тропите на жанровите, како бои во колор палетата со која сликаат симфонија на нивното филмско платно. Восприемањето се извршува со дразба на сите сетила и тоа одеднаш. Од голема важност за мене беше што имав можност да го интервјуирам Јаник, бидејќи тој со гордост и задоволство говореше на ригорозниот процес на соработка со режисерите, во кој довербата е непроценлива, бидејќи не може да знае во кој контекст и кога ќе биде употребен секој гест кој е оркестриран од нивна страна, но исто така ни даде до знаење дека штом се воспостави таа доверба, актерот се предава на комплетна служба на нивната замисла и не се противи да биде марионета, затоа што знае дека целта за која ќе го употребат ќе биде едно фантастично и неповторливо дело. Љубителите на Pulp Fiction повторно ќе се сретнат со актерката Марија де Медеирос, затоа што Зед се уште е дете. Кога се бараат прекурсорите од европскиот шпионски филм, кој исто така одскокнува од основните постаменти на жанрот, тогаш мора да се наведе Kiss Kiss Kill Kill од 1966 година, односно серијалот на филмови за приватниот детектив Комисар X,
футуристичката сатира на жанрот The Tenth Victim од 65 година во режија на Елио Петри, како предвесник на Остин Пауерс, или пак психоделичниот шпионски Operation Kid Brother од 1967, естетиката на убиецот од Blood and Black Lace од Марио Бава, доека пак како Питер Гриновеј ја диктираше визуелната естетика на авангардниот филм во 90-тите, тогаш во денешницата има неколку ретро фетишисти кои многу добро знаат по што посегнуваат во бунарот на референци, како што е Питер Стрикленд со неговите The Duke of Burgundy, Fabric, Flux Gourmet, или пак љубовта која има Ана Билар кон оваа ера доловена во The Love Witch. Причината зошто речиси никогаш не го напоменувам Гај Мадин, кој на хартија заслужува да биде дел од ова друштво, е затоа што мислам дека не се неговите филмови квалитативно на нивно ниво, не е дораснат да биде таму со неговите инди остварувања. Вечна инспирација за слоевитото продирање во спомените за режисерите, исто така ќе биде и мајсторот на анимацијата Сатоши Кон, а во случајот на овој филм секако дека треба да го земеме предвид Millennium Actress. Последниот филм за кој ви говорев, кој опфати различни периодизации на филмската историја за да протне собствен наратив низ нив, беше филмот Resurrection. Несомнено дека кинематограферот Мануел да Косе е еден од најкреативните филмски визионери, кој последен пат го фалев во The Stranger, но тој своето супериорно кадрирање не го докаже исклучиво филмовите на Катеи Форцани, туку и во Evolution на Хаджи Халиловиќ, By the Grace of God на Озон, Adoration на Фабрис Дувелц, кој мора да биде запознаен со сите референции на кои целат режисерите, за да може во кадар да ги извади најрепрезентативните белези на изборниот материјал кој се цитира, но исто така и да се даде собствен придонес за валењето во нов облик. Ретрофетишизацијата е составен дел од ракурсот на режисерите, па затоа нека не ви биде збунувачки зошто ќе погледнете зумови, поделени екрани и психоделични прикази кои се одлика на естетиката на 70-тите, која авторите на филмот високо ја ценат. Продукцијската дизајнерка Лори Колсон исто така морам да ја напоменам, затоа што има сработен огромен број на сетови, интериери и екстериери, меѓу кои се овозможени тие скокови со помош на магијата на монтажата. А монтажерот Бернард Биц, мислам дека има завршено голема работа во филмот, не само затоа што безпрекорно ја екзекутира визијата на режисерите, туку со неговите скокови меѓу време и простор ни овозможи да создадеме нови целини во филмскиот јазик кои го применуваат Катеи Форцани, да го спои неспојливото во еден уникатен печворк кој сведочи за игривата либерализација во домени на врзување на подвижните слики, но исто така е синоним и за јасно зацртана визија која од сториборд преминала во финален продукт, во кој течението и спојните точки се знаат, но се надевам дека има простор за импровизирана игра во која со помош на актерите се доаѓа до саканата цел. Како што се реферираат на визуелен план култни остварувања од филмската историја, така на музички план режисерите одлучиле да направат и саундтрак од музички композиции на автори од златната ера на европскиот филм, односно наместо да имаат собствен композитор кој ќе направи филмски скор на остварувањето, одлучуваат да рециклираат и пренаменат творби од Енио Мориконе, Бруно Николаи, Стелвио, Ципријани, Кристоф, Калибро 35 и многу други автори кои им имаат дадено звучен печат на 70-тите. Режисерите Хелен Кате и Бруно Форцани, уште од нивните први независни филмски потфати, пројавуваат интерес за реконтекстуализирање на аналогната уметност и за потребите на првите кратки филмови Катарзис и Yellow Room од почетокот на 2000-тите, прават мешавина од употребата на фотографии и видеоматеријали, со тоа што во вториот краток филм јасно може да се погледнат сите чинители на еден џијалов филм, како што е повикот на телефон, војерскиот поглед низ клучалката, кожните ракавици и бричот во нив, фокализација од прво лице, употребата на детска песна музичка кутија и интензивно светло од RGB палетата. Во средината на 2000-тите ги работат кратките The End of Our Love, The Strange Portrait of the Lady in Yellow, Santos Pedas, во кои тестираат различна филмска естетика, игра со фрагменти од спомени, протагонистки подзакана и обсесии од секаков тип. Во нивните филмови се заљубив во 2009 година, која го открив нивниот прв долгометражен филм Амер, во кој протагонистката Ана беше подлегната на 3 фази на себе осознавање низ призмата на џијало архетипите. Во 10-тите ме израдуваа што беа составен дел од антологијата ABCs of Dead, сосема заслужувајќи ја буквата О од краткиот O is for Orgasm.
Во 2014 година The Strange Color of Your Body's Tears го прогласи за хорор филм на годината, во кој исчезнатата сопруга го доведе до калейдоскопско лудило незиниот сопруг. Во 2017 година го режира нивниот медитерански хорор вестерн Let the Corpses 10, во кој криминалците се соочија со еден непредвидлив автор, боем, и моментално работа на нивниот анимиран филм Darling. За сликарката во 60-тите години на минатиот век од њујоршката уметничка сцена, која е нападната и силувана од еден мистериозен лик со бели очи. Чинот ја води кон дополнителна автодеструкција, но подготвена е да го бара низ њујоршките улици за да се одмасти. Така што со нетрпение чекаме да видиме како ќе го пренесе нивниот колоритен израз во анимираниот медиум. Со самата одлука, драматуршкото действие да се стави во втор план, наспроти визуализацијата, се постигнува стадиум на формалистички екзибиционизам, која занемарува фабулата на сметка на аудиовизуелните скокови, прераснувајќи во естетска вежба со готови форми и изразни средства, но од друга страна пак ги екстензивираат нивните интереси за доближување на квалитетите на европскиот филм на 70-тите во денешен контекст и подсетуваат на квалитативите и вредностите кои можеби денес ги заборавиле и занемариле останатите артисти, за кои можеби ќе изгледаат архаично и анахроно, не само што не е конвенционално, туку е суштествено за надоврзување на нивниот филмски израз на една богата традиција и култура од минатото, која ги направила да бидат тоа што се, како артисти. Филмот имаше својата премиера на Берлинале оваа година во официјалната компетиција, а потоа беше прикажан во Луксембург, на Ситџест, Трибека, Фантежа, Фантастик Фест, Beyond Fest, BFI, Солун, Стокхолм, заврши на специјализираната жанровска платформа Shudder, а јас преговарав со True Colors за да ги откупиме правата за македонската премиера на фестивалот Преку езерото, каде режисерите се закитија со наградата за најдобра режија, а актерот Рение ја понесе наградата за најдобра машка улога и привилегија беше да се проектира овој филм на големо платно под отворено небо. Постмодернистички калеидоскоп со кој се продира во спомените на пензионираниот шпион, кој се присетува на неговите пресметки во минатото, а преминот во матното минато се спроведува преку еуфорична визуелна естетика на жанровскиот филм во 70-тите години. Шпион со криза на комплекс на идентитети. Ако морам да го еволуирам, тогаш Reflection на Dead Diamond од мене има 4 од 5. Доколку и се допадна 420-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!